драги мои. На средина на работната недела со вас е тука Urban Life за малку да ве расположи со нови интересни содржини. Затоа останете со нас и погледнете што спремивме за вас денес. Следниот прилог е интервју со еден наш познат писател. Погледнете го прилогот и самиот ќе ви каже за кого се работи. Здраво, драги гледачи на емисијата Urban Life. Се наоѓаме во летната бавча на Домот на културата Марко Цепенко. Не случајно го избравме овој амбиент, затоа што ќе разговараме со еден писател и долгогодишен главен и одговорен уредник на списанието Стремеш, Трајче Крстевски. Здраво, господине Трајче. Добар ден. Читајќи вашите дела и вашата биографија, открив еден плоден автор. Имате напишано 10 романи, неколку книги, раскази, 2 поетски книги, 2 книги есеи и критики, неколку книги за деца, 2 либрета за балет, 10 драмски текстови, се насе во суштина 30 книги. Дали новата љубов, драмата, онај осврт кој што се направи со книжевниот старт, раскази кои што обично и претходи на романот? Или пак во тоа имаше влијание на гласената свест да се доста са висок книжевен дострел, чиј урник му беше Џојс, Кафка, Фокнер и Бекет? Благодарам. Од прилика наброј дел од моите книги, тие се малку повеќе, но мислам дека е сосема доволно. Ми е многу драго што разговарам со тебе, од една проста причина што се познаваме 10 дена. Ако не се лажам, се запознавме на деновите на Пивофест и ме изненади колку темелно се допре, до тогаш не ме познаваше како што имам впечаток, допре до мојата литература и од она што почувствував, си прочитал барем неколку од моите книги. Тоа ми дава надеж дека ќе разговарам со едно темелно момче, со еден темелен новинар кој на сопствената професија приоѓа она како што треба да се приде, односно со темелно познавање на материјата за која разговара. Прашањето е многу суптилно, ме враќа многу наназад, ме враќа на годините кога бев и помлад од тебе, кога имав 16 на години и кога во студентски збор беше на 16 години награден со прва награда на мој расказ кој се викаше Дзит. И бога ми тогаш беа убави пари за едно момче. Во крајот на 60-тите, 69-та година станав уредник на списанието за литература, уметност и култура Стремеш, каде што се уште работам, значи веќе 43-та година сум уредник, одговорен или главен и одговорен уредник како што е сега. Ако го разбрав добро прашањето, ти покажа дека моите жанровски интересирања се во еден поширок маштаб, значи пишувам романи, тоа ми е, мислам, проза, почнав со раскази, продолжив со романот Арлекин со празни раце, кој беше напишан 71 или завршен 72 година, објавен подоцна 81 година. Во меѓувреме напишав 5-6 драми, од која Скица загубен со паѓачо, требаше да се игра во еден париски, француски театар Рекамие, но заради мојата младост и несериозност таа работа не се заврши, но се играше во 1971 или 72 година во Велешкиот театар, пошто драмата беше забранета и ми се чини театарот доживе една криза, долги години не работеше. Така да моите интересирања се многу широки. Поезија, драма, романи, раскази, балетски либрета и така, бидејќи литературата е сметам за еден голем комплот. Прашањето е начинот на кој најдобро ќе се изразиш. А мене ми се чини, јас малку самиот да се пофалам, дека според она што го слушам и според она што се има изјаснето критиката за мене, сите тие жанровски разновидности сум ги остварил низ значително прифатени и добри книжевни дела. Книгата Раскази, Бесење пес, беше создавана 2 децении.
Интересно што таму раскажете се подредени во правец противно од редоследот на нивното создавање. Впрочем, новој обратен текст се следи во книгата Драми, каде што првата всушност е последната драма. Дали тоа може би авторовото размотување на книжевната вештина, откривање на развојот на книжевниот стил, или во нивното вакво структурирање беше присутна некоја друга поинаква причина? Ова прашање е многу едноставно, а на него многу сложено може да се одговори, бидејќи тоа завлегува во природата на самиот автор. Еве сега јас не сум размислувал на овој начин, но веројатно би требало да размислувам зашто секогаш моите интересирања се поклопувале, се преклопувале, се фундирале, се мешале, се миксирале и така натаму. Како што реков јас, мојата литературна авантура и натаму професија ја започнав со раскази кои беа објавувани во македонските списанија, весници, добиваа награди на Нова Македонија, на разни конкурси. Но сватив дека романот е доминантен и тежок, и мачен, и дека за него е потребно многу време. Така што мислам дека моите две поетски книги напишани, односно објавени досега, повеќе се напишани, од која првата поетска книга доби награда, мошне висока македонска награда Нарциса на подкозјачките средби. Практично драмата и поезијата ми доаѓаше како некаква пауза меѓу пишување на два романи или подобро како вежбање на стилот на перото. Така што кога за мене се зборува, иако имам добијано две значајни награди за роман, тоа е две први награди на конкурсите на мисла за роман, сепак доминантниот простор на она што јас го работам покрај критиката и есеистиката е романот. И еве ова ќе ми биде еден стимул да продолжам да работам на новиот роман кој сметам дека ќе го објавам во наредната година. Ослободениот човек, роман за кој добивте награда за роман на годината на конкурсот Мисла во 1988 година, наметнува уште едно важно прашање, а тоа е односот на авторот кон времето. Треба да сум избрал некое лошо време, вели Дојчин, главниот јунак на овој роман. Може ли јунакот да избере време, а може би ли авторот да избере некое соодветно време? Нели секое време има свој распнати и распнувачи, ослободени и заробени? Разбра. Не се вачи натаму, многу добро прашање кој не поврзува со сегашно време. Тој роман Ослободен човек е напишан за Голи оток. Судбина на еден така мој постар пријател кој ми ја кажуваше, но која јас ја проширив, се разбира и со мојата фантазија, бидејќи литературата не може да постои без фантазијата на авторот, инаку ќе биде чисто предавање на објективната стварност, на она што е видливо. Мене ме запрепасти тој феномен, таа драматика што му се случува на луѓето. Тој Дојчин, главната личност, кој издржува 7 или 8 години на Голиот оток, една стравична Голгота, каде што е уништен, се враќа овдека точно во Прилеп, е уште поуништен од таму. Дури посакува во еден момент да се врати. Сепак, вели, таму беше почовечно, тортурата беше почовечна, одошто овдека психолошката тортура која ја доживувал. И за да ги оправда луѓето, да ги оправда своите другари кои го предале, своите најблиски кои се одрекле од него, општеството кој го смета за злосторник, а практично тој не направил никаков злочин, и да се оправда себе се вели, изгледа сум избрал лошо време за живење. Како тој да бил оној што можел да го програмира сопственото раѓање. Сите ние се раѓаме во едно одредено време. И низ тоа време го живееме сопствениот живот и сите последици што ги носи времето, како општество, како социологија, како култура. Ова време е лошо. Ова време е крајно лошо. Но
виновен сум јас или ти што си се родил во тоа време. Во секое лошо време останува нешто што е голема работа и кон што и ти стремиш, а тоа е надежта, учењето и барањето, не да се провниш. Барањето излезни најтесните процепи на човечкото што го носи со себе практично секое историско време, па и ова сегашното. Време во кое денес и она што Дојчин го заклучува за тоа време, кога треба да се откријаат постулатите на вредностите, односно време во кое мора да има критериуми за доброто и за лошото. Уште Прличев го рекол тоа, тешко на тој народ кој арното го прави лошо, а лошото арно. За жал, живееме во едно такво време на тотално изгубени критериуми. И вие доаѓате како една млада, нова сила, нова енергија, која е нужно да почне да ги воспоставува критериумите кои се нужни за да се развива еден систем, едно општество, една група, да постои да се создава една елементарна култура во однесувањето кон вредностите. Живеете во Прилеп. Што на некој начин е предност ако се има предвид дека не мора да се поднесува гужвата и вревата која што далечува од работната маса, односно од книжевната работа. Истовремено тоа може да е и хендикеп, бидејќи изостануваат надворешни импулси кои што и тоа како може да придонесат за творечкиот ангажман. Каков е вашиот став? Какво е вашето искуство? Па јас преку Скопје, Париз, Скопје се вратив во Прилеп и дефинитивно остана тука некаде во средината на 70-те години од минатиот век. И првата моја илузија беше да избегам од вревата на метрополата Скопје и да се посветам на мојата книжевност, на мојата литература. Велам, тоа беше илузија од еден аспект, но она што ти го рече сепак тоа возможи некаков друг вид спокојство, иако ја уништи мојата материјална страна, тоа што не сум во Скопје. Со овие книги, 30-тина во Скопје, ќе бев друга личност, други димензии на мојот материјален живот, но можеби немаше ги напишам тие 30-тина книги. Затоа некојаш нешто се жртвува. Еден голем писател, Бекет, избега од Ирска, стана фармер во Франција, односно лозијар, посади лозија за да избега, а Нобеловец да избега од вревата, да се својот живот да го посвети на својата мисла, на својата идеја. Па тука не може да се рече што ќе беше ако беше. Ако бе во Скопје ќе беше друго, тоа што сум овде е ова што сум. Тука и јас сметам дека постигнатото е значително, без оглед на тоа колку тоа е валоризирано. Од она што го реков, Скопје се сите институции, Скопје се телевизии, Скопје се вестници, Скопје се радија, Скопје се театрите и така натаму. Иако сум поблиску таму, сигурно еднаш годишно ќе се играше моја драма, бидејќи комуникацијата е еден многу важен сегмент од творештвото. Но за тоа не секајам ти сметам дека ќе си дојде само по себе како еден релевантен дел на еден напор, на едно, еве, се ближи 45 годишно творештво. Оваа недела гости на базенот Сонцега ни беа добро познатиот бенд Crossroads Blues Band. Погледнете во следниот прилог, тој е екстремно забавен. Здраво, драги гледачи на емисијата Urban Life. Ние повторно сме тука покрај базенот Сонцега, односно спортскиот центар. Денешни наши гости се дечките од бендот Crossroads Blues Band. Здраво и добро дојдовте во нашата емисија. Здраво, здраво. Во почетокот на 2000 година групата го бележи својот прв сингл "Каде е крајот". Вашата откочна даска започна во студиото на македонската телевизија каде што го снимивте првиот деби албум, насловен како Тутун Блуз. Која ви беше главната инспирација за создавање на песните? Главна инспирација? Па главната инспирација на создавање на песните беше животот на обичниот човек. Значи животот на обичниот човек во Прилеп, односно во Македонија.
И то, таа беше инспирацијата. Одлично. А од каде е идејата за името на бендот Crossroads Blues Band? Сега името на бендот го даде, не знам колку се сеќавате вие, постарите се сеќава, Пеце Момировски. Значи водител своевремено и во Радио Прилеп, и во Евроинвест Радио. Први се викав Минаку, али тој не е кумо, значи официјалниот кум на Crossroads Blues Band е Пеце Момировски. Имате и официјална страна на Facebook, социјалната мрежа. Да, имаме официјално. Тука може да се видат подетални информации за вашиот бенд. Имате ли некој посебен ритуал пред настап и колку често правите проби? Во последно време се помалку и помалку имаме време за проби, затоа што сме многу зафатени со настапите во и надвор од Македонија. Музиката си течи безпрекорно, затоа што континуирано се работи и се усовршуваме во секој план, на секој поле. На вашите концерти може да се видат различни генерации. На што се должи сето тоа? Па со оглед на тоа што самиот бенд е конституиран од повеќе генерации, значи една генерацијска разлика од 15 години. Јас и Давид сме возраст различна 15 години, а јас од неговиот татко сум 15 години, така да и покрај тоа супер функционирам безпрекорно. И тоа е една голема причина зашто аудиториумот е составен од повеќе генерацијски слоеви. И ние практично уживаме, бидејќи има повеќе генерации, верувам и генерациите уживаат баш за тоа што се различни. Веројатно и таму на аудиториумот разменуваат повеќе искуства и спознаваат искуства музички, меѓусебно се менува и она што го доживуваат го разменуваат меѓу себе. Која е пораката што ми испраќате на вашите фанови преку вашите песни? Самиот блуз си има своја порака. Значи не мора ние да испратиме некоја порака, доволно е тоа што го свириме. Значи самото сознание дека постоиме 16 години и генерацијски, како што кажа Кире, сме доста различни. Пораката е многу едноставна. Сакајте ја музиката, блузот е начин на живот. И што би кажал друго, Давид? Рок-н-рол? Рок-н-рол, а? Доколку музиката би имало име, како би ја дефинирале? Доколку музиката би имала име, а тоа може да опрашате дечко, да тој појче вака по музика. Доколку? Прашањето? Доколку музиката би имало име, како би ја дефинирале? Музиката е широк поим, да разграничиме. А ние во ова музика која презентираме, практично уживаме и таа е блуз. Блуз рок, ние практично презентираме и свириме блуз рок и уживаме. Конкретно во нашиот стил, по пошироки размери, музиката не може да се опише. Во денешно време постојат многу различни стилови на музика, кои практично музиката дојде до момент на одење полиција. Така, некои критичари ја сметаат како музика. Така да ние уживаме во овој стил и свириме. Вашата летна турнеја туку што започна на Пивофест во Прилеп, а заврши во Босна. Колку сте задоволни од самата посетеност на турнејата? Па, од турнејата сме презадоволни. Ова е наша прва турнеја, после 16 години. Прва турнеја, али успешна турнеја. Значи, ние немаме менаџер кој би ни нашол свирки и тие слични работи. Значи, сето тоа ние сами го правиме. Започна 16 со Пивофесто. Наредниот ден сабајлето заминавме за Босна. Почна, значи, од Босна. Од тука заминавме Истра, значи цела Истра, Хрватска зборувам. Прошетавме, заминавме Словенија. Од Словенија се вративме назад пак во Хрватска и заврши во Босна. Значи повторно се вративте во Босна? Да, повторно се вративме. Одлично. Ќе може да ни издвоите некој посебен, поважен, можеби битен настан? Еден од поглавните настани на таа цела турнеја беше настапот во Умак. Тоа беше еден голем интернационален фестивал кој што
на кој што учествува многу големи познати имиња од сферата на блузот и на нашата музика, што и беше наше огромно задоволство и радост и среќа да свириме на таква манифестација. Најубавото беше дружењето со такви личности и учењето од сите нивни искуства, исто така и споделување на наши. Тоа беше многу поучно, убаво и исполнувачко искуство за сите нас. Доколку не се лажам себе си, имав можност да ве видам во Скопје на Баскетфест. На Баскетфест. Што се случи таму? Колку сте задоволни од самата посетеност на граѓаните? Баскетфест е веќе традиција во Скопје, јас мислам, и има одредена клиентела или одреден број група на луѓе кои што си идат редовно и си ја слушаат и знаат што има таму и знаат што да очекуваат всушност, и тоа е убаво затоа што ние поминавме многу убаво, сето се одвиваше во најдобар можен ред и си дојдоа луѓето кои што сакаат да слушаат блуз, си дојдоа луѓето кои што знаат што ќе свириме и не бевме пречекани од публика која што беше изненадена и чудена видена од тоа што е ова уствари. Значи беше многу убаво и се си помина како што треба да. Иако не си има случувано да се изненади. Многу пати. Да. Кој се чуе сега? Да се надоврзам, веројатно оставаме впечаток, а тоа е показател на сите култни фестивали кои сме настапувале минатата година и оваа година. Веќе имаме покани за следната година, да не ги спомнам, ајде ќе ги спомнам. Минатата година свиривме во Мостар Блуз фестивал, Вараштинско културно лето, Умак Блуз фестивал. Веќе за следната година имаме покана да настапуваме на тие фестивали. Така да тие се надвор границите на Македонија, што значи оставаме впечаток, а за тука веќе потврдено е дека публиката ужива да не слуша. Наскоро го најавувате и вториот албум. Дали сметате дека тоа ќе го наследи првиот дебют албум кој што беше насловен како Тутун Блуз? Се спрема вториот албум, подготовките се во тек и логично е да го наследи затоа што сме истите луѓе, ја свириме истата музика, секако подобро и со многу повеќе искуство, но ја пренесуваме истата енергија и истиот начин на изразување го имаме како сега, така тогаш и така и во иднина би било. Јас се надевам дека ќе биде многу подобар од првиот и ќе си го одржи својот карактер. Ветувате уште многу на вашата Facebook социјална мрежа, на вашата страна може да се види дека ветувате уште многу настапи надвор од Македонија и во Македонија. Конкретно за август и септември. Каде се може да ве видиме? Јас не сум соодветен. Бидејќи стварно во името на цел бенд можеме да му заблагодариме на Сале зашто се појави во улога на бенд и сепак препуштам да го кажи, еве ни најави сега пред малку неофицијално кажувам дека на од 23 до 26 сме ангажирани во регионот источниот дел на Македонија, а да споменам дека пред 2 недели свиревме во еден локал во Берово, каде што публиката неверојатно не прими. Изненадно и неверојатно и тоа си покажува дека и понатаму продолжуваме на тој регион да свириме свирки во тие делови, во тие градови. Истоко не сака. Да. Истоко не сака многу. Не стварно? Свирите навистина на специфична музика не соодветна за македонскиот простор. Се осврнавте на блузот. Зошто блузот? Дали сметате дека тоа е нештото кое што недостасува на македонската естрада? И колку мислите дека има македонска естрада во Македонија? Но прашање ќе одговориме заедно со Давид. Зошто блуз? Тоа е многу интересно. Да. Секоја музика е буквално како зависност. Ако еднаш почнеш и ако ја прифатиш како своја, тогаш нема враќање назад, што е убаво, што е многу убава работа. И
Ние не го правиме тоа заради некоја невидена економска оправданост или за некоја слава или препознатливост, туку го правиме затоа што сакаме таа музика и го правиме од срце, што е многу важно според мене. И е многу убава работа, е малку потешко во Македонија затоа што не е домашна музика, не ја прифаќаат исто луѓето како што ги прифаќаат македонските музичари што свират македонската музика, но се трудиме да биде што е можно подостапна за сите и што е можно прифатлива за секој уво, за секој слушател. Да. За естрадата има. Значи има во Македонија, има блуз. Не сме само ние, има и други кои свира блуз. Сега ние сме, како да речем, тоа малце фазла поактивни. Може да се речи поафирмирани, малце поиќе активни. А иначе има сцена. Има некоја си сцена мала. Да, многу мала сцена, блуз сцена, која е поддржана со, верували или не, има огромен број на слушачи кои сака да слушаат блуз. Тоа не е нормално, значи едно берово. Колку имаш ли берово? Смешно према прилет. Имаш фидбек на публика да се чувствуваш како Ролинг Стоунс. Само она преубо чувство. Замисли берово. Свириме во Јосифово. Значи села се во источен дел Македонија. Имаш огромен куп на луѓе кои иде и ги пее песните, што е најинтересно ги пее нашите песни. Значи нашите песни на македонски јазик ги пеат. Значи има и публика, има и сцена. Сцената е оскудна, али добро има. Дали за добар хонорар, доколку би се понудило некој добар хонорар, би го смениле самиот правец од блуз, не знам, ајде да кажеме во поп-рок. Па хонорарот не е водечка сила во бендот, така да си остануваме ние на нашиот стил кој го одбравме. Не, по никоја цена не би го сменил, да? Да, не? Не, да? Не. Дали имате надвор од музиката, дали имате некој стандардна кафе шема? Колку често се дружите? Ние Uglavnom се дружиме во комби. Да. Имаме од 7 дена во неделата минимум 3-4 дена свириме, така да има време и за кафе шеми, но се многу помалце од она што го поминуваме во, да го наречеме, професионална определба или музиката. И најголемото дружење е во комбе, пред или после свирка и има и многу убави, но и многу лоши, и многу убави моменти, многу весели моменти, многу смеење. И тоа е, ние се навикнавме на таков лајфстайл, на таков живот. Супер, браво за вас. Зад себе имате, како што напоменав, еден албум, одлични хитови и неверојатни настапи. Ви недостасуваат ли почетоците, првите свирки, собирања или пак во суштина ништо не е променето? Во суштина, нешка, не дека ни недостасува, значи самите почетоци беа енергични, еуфорични. Може би во гаражи. Какви гаражи, тоа беа визби, не знам што беа. Собиралиште на неморални девојки. Нема везе, али преубо се поминувавме, а сега си поминуваме уште поубаво. Од тогаш. Тогаш беше еуфорично заради тоа што почнавме. А сега веќе тргна тој возо и почна да мели. Да си мели машината. И сега уште поенергично и поубаво и се подобри. Мислам јас да сме живи и здрави би било уште многу подобро. Дури и машини ќе се тера. Дури и машини ќе се тера. Носите специфична мајачка со специфичен слоган, другарчиња на директорот. Зошто баш таа мајачка? Дали се чувствувате како директор? Не. Изгреши ја мајачката, али нема везе. Тоа беше мала за фрканција. Ја и Зоки, значи, Тапанаро кој ни овде ве го поздравувам на паркинг.
таму си е дечкото. На работа. На работа си е моментално. Имаме иста мајци. Значи јас и тој имаме исти мајци. А ќе свириме од едната страна стои Кире, а од другата страна стои Бане. И едниот директор и другиот директор. А ја и Соки стоиме еден за друг. И затоа и таа стрелка. Другарчи на директора, значи ја и тој сме другарчи на директора и деца. Тоа беше се што денес примивме за вас во нашата емисија Urban Life. Во исчекување на нови интересни содржини, се гледаме наредната среда точно во 22 часот. До тогаш имајте пријатен викенд и уживајте во убавото време. Чао, чао!